Благодарам, почитуван ни колеги министри, почитувани представници на медиумите. За нашата држава, верувам и за останатите земји од Западниот Балкан, ова конференција во рамки на Белинскиот процес има исклучително значење. Не само од аспект на реферирање за превземените мерки и активности и постигнувања во за нас и тоа како стратешки важни теми, а тоа е борбата против корупцијата, миграциите, регионалната соработка во однос на разни безбедносни закани, како и патоказот за одржливо решение за нелегално поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје и муниција во Западен Балкан до 2024 година. Туку и од аспект на своевидна проверка или верификација на направеното, користејќи ја можноста да се разменат дополнителни искуства, согледувања, но и предлози. Сето тоа во насока на што подинамично градење на концепти и решенија како на национално, така и на регионално ниво, во функционално и квалитетно спротивставување на сите овие реални предизвици и нивно анулирање во интерес на националната и регионална безбедност и стабилност. Во крајна линија, едно од примарните цели на самиот Берлински процес е токму соработката во трасирањето и градењето на стандарди и вредности кон целосна европска интеграција на државите од нашиот регион. Во рамките на досегашниот тек на конференцијата дискутиравме за се уште горливите прашања поврзани со миграцијските процеси, а во рамки на завршената прва работна сесија за продлабочување на регионалната соработка за заеднички безбедносни закани, особено во контекст на поквалитетна размена на информации во борбата против трговијата со луѓе, модерното робство, криумчарењето на дрога. При тоа дозволете ми да го споделам мојот впечаток на постоење на силна кохерентност и волја за натамошно заедничко партнерско работење во елиминирање на сите предизвици што сите ние подеднакво ги споделуваме. Од страна на Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија јасно ги презентирав не само актуелните позиции и досега спроведеното во склоп на темите што пред малку ги посочив, туку некои за нас битни аспекти што треба во наредниот период да бидат во фокусот на нашето заедничко работење. Како што е, например, случајот со надградба и воспоставување на координиран систем на оперативни полициски бази на податоци, односно нивно осовременување, модернизирање и вмрежување со јасна контрола на пристап на секоја од агенциите за спроведувањето на законот. Пред нас е уште два важни тематски сесии околу патоказот за одржливо решение за нелегалното поседување, злоупотреба и трговија со малото и лесно оружје и муниција во Западен Балкан до 2024 година, како и околу врските во борба против корупцијата во контекст на антикорупцијските заложби усвоени во текот на самитот на Западен Балкан во Лондон 2018 година. Очекувам дека заклучоците од оваа конференција ќе бидат нов силен инпут за натамошното интензивирање како во поглед на националните напори за реформирање и етаблирање на кредибилни национални институции за спроведување на законите, така и во поглед на подинамична регионална соработка што ќе овозможи и реален напредок во системот на колективната европска безбедност и стабилност. Ви благодарам на вниманието.